40.000 деца би можеле да останат без образование оти немаат компјутер. Министерката за образование Мила Царовска призна, владата немала можност да им обезбеди IT уреди на децата кои немаат компјутер за да следат настава. 40.000 деца во државата веројатно нема да имаат IT уреди кои што ќе може да ги користат во домашни услови. И тоа е затекната состојба, која што не може да се надмине во период од 1 месец, но токму затоа, за сите тие деца, ќе имаме часови кои што ќе бидат поставени на националната телевизија, на каналите кои што се веќе обезбедени и преку нив тие ќе може да бидат изложени на информациите кои што треба да ги добијат во училиште. На 10 дена пред стартот на учебната година, Министерството за образование и наука конечно ја представи платформата за онлайн настава. Според надлежните, проблемите со употребата на платформата ќе биле очекувани. Многу предизвици стојат пред нас и пристап до дигитална опрема, но исто така и до интернет конекција, да се инвестирало во изминатите 15 години доволно во образованието, денеска овие проблеми немаше да ги имаме и да се внимавало каков тип на договори се склучуваат за пристап до интернет. Во меѓувреме, неизвестно е дали децата од прво до трето оделение ќе седнат во училишните клупи. Од МОН вчера посочија оти секојдневно се следела епидемиолошката состојба. Доколку се влоши, сите деца ќе учат од дома. Средношколците пак се уште чекаат одлука дали надлежните ќе им дозволат да посетуваат комбинирана настава. Доколку не се прифатат нивните барања, тие размислуваат да го бойкотираат онлайн учењето. Инаку од вкупно 494 основни и средни училишта во земјата, 113 побарале од владината комисија да им дозволи одржување физичка настава од 1 октомври. Од нив 79 се основни, а 34 средни училишта. Евалуацијата е во тек, а конечната одлука ќе треба да се донесе на владина седница.